Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Нов понеделник, нова недела. Денеска ќе се обидеме да научиме нешто повеќе. И ние гледачите и слушателите. Учиме и никако нешто да научиме. Да, таков е гостинот. Значи, некако не ни оди учењето, иако се трудиме, а за труд се добива на времето. Усредно тројка, на факултет 6. Столе, убаво почна неделава со дожд, тоа е добар знак. Кима За берикет. кого како? За кого како? Тебе очигледно ти се спие. Тие промени на времето, не знам, на твоја возраст, уште е рано. Не ме вртат се уште, ни кичма, ни колена, немам такви проблеми. Ти си малку поадекватен да го представиш нашиот гостин од овој. Значи, денес ќе зборуваме за платформи, за котирање на берси, за докапитализација, за емитување на акции, за македонски содржини, за едината на телевизијата. Зошто има малку македонски содржини, играна продукција, документарна, серии. Немаме ли пари, немаме ли сценаристи, малниот јазикот, за дигиталното доба, дигиталната ера, за мултимедија, конвергенција, за Холивуд, за Netflix, за еднината воопшто на светот, од визуелен, од аспект на контент, на содржина која што се восприема. И за подкастите ќе зборуваме. Телевизијата на еднината. Дарко Перушевски, познат е на стручната, експертската јавност, а на македонската јавност поширока ептен е познат затоа што беше еден од најуспешните директори на телевизија во државата. На еден телевизија. Фактички многу Златното дома. многу убави работи на македонските телевизии се случија благодарение на Дарко. Почетокот ќе биде следен. Дарко е инженер. Мене секогаш ме интересирало од каде во менаџмент секторот многу често се случува на први, на топ менаџерски места да бидат електроинженери, машински инженери. Има некоја преодреност или такови е факултетот. Електро. Математиката е битна што ја учите, дисциплината, прецизноста, затоа што и економисти учат економија и они треба по вокација да бидат преодолени, да бидат најприсутни во менаџерскиот сектор. Економистите се најприсутни во менаџерскиот сектор, тоа е факт, но после нив доаѓаат инженерите, што е нормално. Ако треба да се осврнам на правник или на инженер, би се осврнал на инженер. Се размислува рушки на таа тема. Добро утро, прво. Или сте дисциплинирани како... Во основа на техничките факултети нас не учат без разлика дали електро, машински и така натаму, секој процес, секоја работа да ја гледаме како еден black box, така, кој има влезни параметри, има излезни параметри и повратна врска. Тоа е основата, било кој, дали е тоа машина, дали е тоа компјутер, дали е значи, поглавно е тоа учењето цело време и после проучувањето на процесите внатре во тој black box, во таа црна кутија. И мислам дека оттаму не учат на аналитичност и како да не научиле, да речем, на аналитичност и како да ги анализираш и препознаеш процесите. Тоа е една од работите. Математиката, да, секој учи математика. Не, битни се тука и човечките односи. Сега другата работа е што, да речем, во последниве декади, технологијата како технологија е она што го движи бизнисот напред. Така, и без иновации во технологијата. Така, да. Така, тоа знаење, веќе и конкретно знаење за одредени процеси, помага за да се развие или да се води одреден Перушевски, бизнес. вие бевте директор на еден телевизија, како што кажа, во златното доба, односно во периодот кога не само еден кој тогаш беше лидер, но и другите македонски телевизии навистина знаеа и продуцира контент, односно програма. Така, да. Денес ние сме соочени со еден период во македонската медиумска историја во кој практично нашите медиуми, освен информативно-политички емисии, практично друго нешто и да не продуцираат. Така, Утрински емисии, информативно-политички вести
и тука завршува продукцијата на нашите телевизии. Многу ретко Радио емисии со чаша вода како ние што и правиме. чест на Со па камера. да, они само камери имаат, нема никаква разлика. Кој каже подкаст на телевизија, суштината на подкастот е да не е на овде. телевизија, знаеш. Но прашањето ми е како дојдовме пазарно, медиумски, општествено во оваа фаза во која што ние многу ретко гледаме продукти кои се телевизиски, во делот на ентертејмент, во делот на забава, во делот на естрада, се интересни, реалити шоуа, талент шоуа и такви работи скоро и да немаме. Како дојдовме од тоа ниво на ова што го имаме сега? Многу е сегментиран пазарот, а еден во тој период, значи зборуваме 2000-тите, беше локомотивата, влекачот. Беше постова имавме предодреденост да инвестираме. Значи, и телевизијата и медиумите се бизнис. Може како шлагвор да ти послужи 2010-та. Ајде имаш околу 10 милиони евра турновер годишен. Таа бројка ден денеска ниту една телевизија нема направено, дури и паѓа цело. Пази, тоа со затајување на данок. Нема брат. Во реалноста зависли колку било. Зборуваме за нешто сосема друго. Генерално, обемот на парите што се вртат во телевизијата и во радиото, порано беше 25 милиони, 30 милиони. Оваа година не верувам дека ќе биде повеќе од 5-16 милиони евра. Така. Ова со данок. Прека не, ова Сватете го година- како шега, не. Ова година веројатно ќе има избори, па така, односно има секакви избори, имаше и минатата Имаше година, лани, да, така може да во форма балансот, ќе ги ама држи да, Авму изборниот процес. води евиденција и без политичко рекламирање, така да ќе ги видиме резултатите наскоро за месец-два обично за 24-та. Види, значи, спремноста да се инвестира и визијата дека таа инвестиција ќе врати пари. Значи, тоа е главниот проблем. Обично имаш еден лидер и имаш еден втор кој го брка лидерот. Така. Кајде тоа не се случува. Сител е лидер во моментот. Сител е лидер и Сител е во комотна позиција. Така. И тој ништо не го стега да инвестира. Ама нема втор кој ќе го забрка со инвестиција програмска. Така. Друга работа е види, во последниве 15 години драматично се смени лендскейпот на телевизиите, на медиумите воопшто. Така, се намали публиката. Значи се намали публиката. Секој покрај стриминг платформите и ова, како се вика, овие вражулиња, телефони и така, натаму ни го одземаат вниманието, така. Значи имаш се луѓето видео контент гледаат на многу повеќе отколку тоа време. И 2009 година бев во Лондон на конференција што ја организира BBC, ITV, сите тие големи телевизии во ова, не знам, милиони имаја даено во истражување до скенирање на мозокот при гледање на телевизија и така натаму. Генерално конференцијата се викаше во зорите на дигиталното доба. И главниот заклучок беше дека брендот, како бренд, мора брзо да се прилагоди, да влезе во тој дигитален свет и да си го освои своето место таму, така. И тие инвестираат цело време, пратам таа британската медиумска сцена, пошто од прилика ние под тој терк, да речам, уште од времето на Југославија се градиме, и тие достоп инвестираат, се удружуваат. Значи, имаш не знам, FreeV, сега последната платформа, заеднички сите овие се собраја, значи, дајде, као државната и приватните, тие ITV, Channel 4, сите, 5 и така натаму, сите се собраја, не, Sky е као посебна приказна, ама овие другиве се собраја сите и направија своја платформа, сите заеднички, така, направија своја платформа, пошто сватија дека тие имаат и своји паралелни засебни, ама во една се обединија и како нов начин на гледање да се борат против овие глобални гиганти. Мислите дека веќе и они се загрижале во Велика Британија, па има дебата дека нема кој да ни ги раскаже приказните. Да, бас читав пред некој ден, веќе на деновиве треба на британски парламент да се расправат, да се дај плюс поддршка за британската продукција
заради тоа што, како вика, поддршката на значи поддршката на британска содржина е повеќе отколку економија. Тоа е вика културниот идентитет. Джеймс Бонд е символот за Британија. Значи, не знам. Тоа се враќаме на Черчил, ако не инвестираме во културата, нема што да браниме. Но има тука и една друга димензија. Еве се, например, овој подкаст во кој вие гостувате утро е далеко од најгледаниот или најслушаниот подкаст во државата. Сега дали има најдобра публика, јас ќе речем да, но има и погледани од нас. Но и покрај тоа што не сме најгледаниот и најслушаниот подкаст во државава, оваа емисија ќе стигне, односно ќе ја слушаат најмалку 30 до 40.000 луѓе. Која ќе ставите на платформа Facebook, платформа YouTube, платформа нели онлайн стрим на радио и платформа радио. Веројатно кога ќе вклучиме и рилсовите и повеќе од тоа. Ако ги направиме, да. Но не, одиме без рилсови, одиме. И јас обично мразам рилсови затоа што сметам дека во една минута не може да каже човек ништо. Но прашањето ми е, како од ситуација во која што еден најобичен подкаст снимен со една техника која е во ред, но не е ништо посебно, немаме тука ни ледови, немаме ни професионални камери, немаме ништо од тоа, има поголемо влијание, да речеме, од телевизија Алфа или телевизија Телма, кои нема да ги гледаат нивните емисии 30.000 луѓе денес на телевизија. Значи, начинот на дистрибуција е едно, нормално суштината е контентот, така? Значи, суштината е да ти го направиш, да го привлечиш, да ги привлечиш гледачите, така? Тоа е суштината е контентот. Имаш лесен начин на пристап, така, значи имаш free-to-air радио и имаш на YouTube, така? Значи едноставен е пристапот и сега Фејсбукот и тоа е каде луѓето го трошат времето, така го лесно е да дојдеш до публика. До публика, да. Но и телевизиите може да дојдат до истава публика. Зошто не доаѓа? Не ме терајте се вака да ги коментирам многу телевизиите, јас поинако прашање, дали телевизиската публика во класична смисла, значи тој линеарен пристап има време одредено кога се гледа нешто, кога шедул и така натаму. Schedule. Старе одумира. Ајде да се вратам нова од 2009 истражувањата, пошто стварно милиони беа вложени во тоа. И се тие имаа вака уште тогаш BBC го имаше тој iPlayer, му се вика таа дигитална, уште и актуелен. Тогаш има споделување податоци, некоја тамо има тие една сапуница што трае од 60-тите години Вестен, не ме земајте за и таму 90 вика и нешто просто си ја гледаат на класична линеарна телевизија. Така. За разлика од некоја тинеџерска серија која обратно са 90 нешто посто ја гледаат на iPlayer. Така. Начинот на гледање на телевизија се менува, се додека идевме наваму, така кажа ти дека твојата 15 годишна черка малтене и него знај поимот телевизија линеарна, тоа е исто и со моите керки. Значи спомнав Spotify, ја не знам. Е дел и од технолошки развој, но има дел и од програмски. Заради тоа што ајде, пак ќе се вратам на времето од така, значи од Покемон, Дигимон, Телетабис и така натаму, преку да не се враќаме до Мечето ушко, преку ова Ребел Девеј, например, така. Влади Бунтовници, јас со таа серија. Да, јас тогаш бев тинејџер, ова генерација стадо, јас ја ви вработени и луѓе што ги запознам вака на 30 и нешто година. Имаше една добра таму, ние мислам се викаше. Па се до милионери и така натаму. Значи, ако ќе себиме, нити детска програма имаме, нити тинеџерска, или така. Некоја е технолошка и програмска. Не, имаме, само ја немаме на телевизија. Да. Рушки, глеј. Да, вие сте основачна глеј платформа, македонскиот Netflix според Столе. Да, значи, тоа каква е гледаноста, што е највеќе се гледа, што највеќе се бара и ќе завршиме со македонската продукција и со тоа ќе продолжи. Да.
Вака се, значи, пошто рековме дека никој ништо не иновира. Платформа Netflix, има ли Европа такво нешто да го нашириме или е локализирано во Европа? Има ли одговор, сега интересен тарифите Трамп Европа, има ли одговор за Netflix Европа или повеќе има локални, регионални, нема паневропски систем некој? Под стриминг платформа, ајде да речем некоја дефиниција, се подразбира значи испорака на содржини преку интернет. Значи треба да имаш поблизу до микрофонот. Здрав интернет треба да имаш. На еден сет на апликации, на едно множество на апликации. Така, кај што најинтересни се апликациите за телевизор. И да речем, Греј има скоро за сите 95% од телевизорите 2017 произведени па наваму, можеш да инсталираш Греј апликација. Плюс, нели, двата вида на мобилни телефони, плюс компјутер како компјутер. Значи, го имаме целиот тој сет на апликации затворено и со тоа ричот технолошки е голем. Да речем, сега не можеш да речеш на ниво на Netflix и така натаму, пошто тие се постари, па и пред 2017 одредени телевизори, не можеш да кажеш, мислам, нити може на мали пазари да дојдеш на даниското како ова, ама генерално е голем пристапот. Чекај се едно по едно. Ме праша за Netflix и дали има паневропска. Тие се неколку, нели, знаеме, Netflix е најдоминантен, тука се бркаат со Disney+, Max, Prime Video е Max е HBO, фактички бившото HBO. Prime е исто заради Amazon, тој е дел од Amazon. Showtime е добар. Sky Showtime сега продира и новие простори. HBO Max. Да. Значи тие дали има паневропски одговор? Нема. Не. Значи се развиваат национални или регионални одговори, така, значи имате, не знам, Viaplay во Скандинавија, скандинавските земји, тоа е интересен феномен, тие се обединуваат како продукција, се обединуваат и имаат своја платформа. Го сватиле ова приказната од британскиот парламент, така дека културниот идентитет и покрај дали јазична различност и така натаму, тие оформија свој фонд. Пан-скандинавски фонд, така во кој партиципираат сите држави и сите држави продуцираат. Да, продуцираат. Значи, дали имавме тој Скандиноар, цел бранеден, што го имаше и по глобалниве платформи, а тие си имаат и своја една платформа. Па имаш сега, дели, Франција си има своји платформи и така натаму, но паневропска нема одговор на овие глобални. Глобалните за големите пазари, како што е Франција, Германија, Шпанија, и не само што локализираат, значи инвестираат во нивна. На француски јазик, Netflix прави. Да. Дури имаат и на чешки норми колку треба да произведат, значи државите се штитат на тој начин до некаде. Така да глобалните имаат и норми, ама и имаат огромен пазар и го интересира да. Балканот е присутен со одредена продукција. Многу малку. Значи најдалеку на Netflix, чат пат че залута по нешто, така готово, не он ни финансирано, него готово па го откупуваат само да го за одреден регион. Дури имаше тој Сестри македонскиот филм, го имаше на Netflix. Дено прашањето е, например, дали можно балканско да се направи, затоа што ние сме де факто една сцена, зборувам бивша Југославија. Дали зборуваме за музика, дали зборуваме за филмови, дали зборуваме за... Ние сме една сцена, со Србија, со Хрватска, со Босна и Херцеговина, со Црна Гора, ако сакате, па додајте ги тука слободно и Бугарија, додајте се заговара многу време, се заговара и заедничка продукција, копродукција, така, се заговара, ама некако сенке над Балканом, македонци беа по копродукција. Има некои такви местимични нешто како отворен Балкан. Обиди, ама не. Може ли Глеј да стане таа платформа? Имате ли таква визија? Името е така смислено, да. За да биде балканска платформа. Да, пошто е, нели, Глеј како поиме од Евгенија до Сежана, да. Познатли. Да, дури и Бугарија, сум го истестирал и со бугарите и таму. Имате таква комуникација веќе, интенција. Имаат посебни србите, хрватите, бугарите, кои што се моќни. Бугарите и немаат некоја развиена
баш развиена платформа. Србите имаат Аполон и имаат на Телеком Србија, МУФ ТВ, тука се тие влегуваат во тој сегмент, кој има тој ЕОН, ма се таму се измешаја нели со купувањата на така натаму, да ќе видиме како тоа ќе излезе. Хрватите го имаат Војо како дел од една поголема групација медиумска која е присутна и во други земји, и меѓу другото и во Словенија, таму исто Војо. Тие словенечкиот Војо ми беше како некој репер, да речем дека може на мал пазар да успее ваква приказна. Така да босанците немаат нешто, црногорците немаат. Може да се спои нешто да биде како Аба лига, како. Не, пратете го Столе да го развива црногорски пазар. Да. Неминовно е одредена регионална соработка, така, на кој ниво сега ќе биде, тоа е тоа. Значи, прво, самата продукција треба, и тоа го заговараме еве 4-5 години, како, да речем, влегов во ова приказна, одиме, разговараме, ние сме, нели, пошто со сите сме френдли, па може и да ги споиме и така натаму, но сега, не знам, имаше една продукција, требаше во Сараево да биде базирана, регионална, и се тука уште се раните да, но овие викаат вака треба тоа да се прикажи, па макар и да не е врзано со тој период нели на војни и така натаму, но уште раните се од како изгледа тоа? Еве сега на пример јас сум Драган Бјелогрлич и сум направил одлична серија, небитно со каков нели контекст, и сега за глеј да ја емитува мојата серија, како изгледа? Треба да ми плати, се подпишувате договори, теоретски како изгледа тоа? Сега во моментов е таа, да. Значи, обичното купување е тоа, си подпишуваме договор и откупуваме правата за територија на... Како да сте телевизија? Да. Баш така. Затоа што, знаете како, од една страна вие имате директна предплата, за разлика од телевизиите, но па немате маркетинг некој голем. Тој сегмент сега вие почнуваме со тоа. Да, сега почнувате со сето тоа, но ова чини. Вие да откупите право, вие веројатно имате и англиски филмови, не сум го разгледал, глеј наискрено. Каква е структурата на глеј во моментов? Глеј примерно беше наменето да обедини на едно место македонската продукција. Така, значи и тоа е првиот столб на глеј. Значи тука имате покрај, не знам, Преспав, Кујхен притвор, терапија на терапија. Сега имаме на терапија, имаме фамилија Марковски, имаме целиот опус на Билчо, имаме не знам, Трето полувреме и така натаму. Значи и понови филмовите Дуа, Жити мене, да речем како апсолутен хит ланската година. Имаме Нешто сладко. Сега да не ги наведувам, ќе заборавам, значи има едно 30 на македонски филмови и има тие серии што се сработели во последниве 10 години. Така. Добро, но надворот тоа? Надворот, вториот столб е детската програма. Значи, детската програма синхронизирана комплетно на покрај македонските брендови, како Петко, Светот на Биби, Зоки Поки, детска програма, како Штрумфови, како Пол Патрол и така натаму, синхронизирана комплетно на македонски и на албански јазик. Тоа беше суштината ние, за да се разликуваме воопшто од глобалните платформи. Тие беа двата столба на кои ја решивме да ја градиме глеј. Третиот е регионалната, не беше во тој момент опфатена од никого, така таму кога почнувавме 21 и таа експанзијата на српската продукција ја потфативме и ја донесовме на глеј. И има и добри европски наслови, има Холивуд, да речем некои постари блокбастери, некои понови добри филмови, значи има колку пари чини предплатата? Сега основните предплати се 2.99 за без реклами и 1.99 со реклами. И може да гледаат и одреден дел и бесплатно. 2 евра, така? 1.99 со реклами. 199 е... 199 денари. Денари, да.
199 денари плюс гратис 299 и 199. плюс гратис реклами добиват. И вклучувате и другите видови на содржини, емисии, подкасти. Да, сега последниве неколку месеци, значи неколку, ете би, кои твојата емисија. Да, се надеваме и ова после оваа емисија. Значи тука е еден на еден, тука е нешто конкретно, тука е што го врти светот, тука е на Мишко новиот мојот пат до успехот, новиот циклус. Овие првиве столбови се, значи, ексклузивно на Глеј. Ексклузивно на Глеј, мислам, само тамо можеш во дигиталниот свет да ги видиш. Посебно, да речем, ете, таа македонската продукција, македонските серии, филмови и детската програма. Има маргина на профит. Може ли да обстоите со предплатниците само? Затоа што на вистина сме во стартап се уствари за тоа излегуваме. До се што не со македонската програма игравме пасивно. Така, значи пасивно во смисла чекавме некој нешто да произведи, да изфинансира и ние да го домонетизираме во дигиталниот свет. При тоа покажувајќи конкретно дека може монетизацијата е по-голема на Глеј отколку по тие формули, заради тоа што со домашните продуценти едноставно сме во некој profit share deal. Така. Значи по-ефикасно отколку монетизацијата покажавме дека на YouTube. Отколку на YouTube, да. Да, ние во моментов ќе ви кажам, на YouTube имаме некоја во ред монетизација која ни вади да речеме плата за техничкиот персонал. Така. Тоа не од YouTube. Тоа е супер. Тоа е супер ако сте го постигнале, но сигурен сум дека за кратко време ќе може и за вас да понудиме и уште или дополнителна монетизација од ова. Така. Прушки. Сега Ќе започнеме уште еден. Но видовме дека чекајќи пасивно се треба да преминеме веќе во активна улога и се заради тоа го правиме овај пионерскиот чекор повторно. Да, тоа е интересно. Има една информација, 2024 година била најуспешна во последните 10 години за македонската берза. Кога ќе спомене македонска берза, MB, тој индексот и така натаму, тоа Љупче знаеш, економија учиш, тоа е 10 најуспешни компании, Алкалоид и други. Многу немаше кај нашите бизнисмени мерак да котираат на берзата. Вие во обратен процес. Глеј од старт беше како да се плашат, дали заради транспарентност, дали Глеј е пионер во оваа област. Да. Втор пат пионер. Едно прва македонска стриминг платформа, сега втор пат. Од старт беше, ова не беше едно газдински проект, така, значи четворица партнери влеговме. Со докапитализација, со емитување на нови акции, значи, за да ги вклучите и граѓаните заинтересираните во собственичката структура. Така е, да. Значи тамо крајот на 20 знае најефтин капитал е капиталот со емитување на акции кои се добива наместо кредити. IPO. Да. Крајот на 2020 кога пруживме рака четворица партнери го оформивме Глеј и рековме што тогаш ќе изфинансираме да покажеме дали ова да направиме proof of concept, така го направивме и уште тогаш беше детерминирано дека ќе бараме до инвеститори. Ние знаеме дека ова е скапа, да речеме, играчка, условно речено, така. Ама потенцијалот што го покажавме во овие 3 години, 3,5 години веќе на комерцијално постоење ни дава за право дека со додатна инвестиција веќе може да се дојде до едно ниво на самоодржливост, дури да генерира за 4-5 години одреден профит. Сега за тоа треба поголеми пари, мислам поголеми, да, во македонски услови. И пред година и пол некаде дојде ова идеја од тие структури кои работат на берзи и јас исто прво ги прашав, викам, чекај бе луѓе, 20 години скоро, не, 30 години постои берза скоро, викам. Како до сега никој, зашто мене ми предлагате зашто не се случи насител на интеграција или Не. Телевизија не се случило тоа. Не во телевизија во ниеден бизнес не се случило така, викам, на толку фирми. Ние радио ќе го направиме акционерско друштво. Кој ќе сака да земе? Некако беше дека да се плашат и денес немам одговор. А инаку е многу логична работата.
Така, зошто да не понудиме и на кога веќе не сме ние некој едногаздински систем, транспарентноста не ни е проблем. Така, значи не ни е никаков проблем. Па не има проблеми на овие што се акционерски друштва да кријат податоци у Македонија, барем. Зашто да кријат нашата работа не е нешто што се одвива таму некој чоше, така, значи нашата работа е многу транспарентна, така. Тоа го реализиравте, процедурата за правилата за на берза не се остварливи толку, не се ги поминавме 6-7 месеци веќе трае тој процес и чекаме сега комисија за хартија да предност да ја даде дозволата, се е усогласено, не знам, немаат председател во моментов, чекаме да изберат председател па да ја дадат да речем да званични. После секој ќе може да си купи акции. Така е, да, и секој ќе може да има едно парче да речем од Глеј, акции кои нели и ќе вредат повеќе за брзо време, за неколку години ќе почне да носат и некоја дивиденда и така натаму. Така да ова само така, видите, Netflix над 10 години се финансираше на тој начин, така, тој Netflix? Да, апсолутно. Ето, мора да заверегла, да речем, така тоа работа. Столе може не да продаме. Ова е прв пат во една медиумска технолошка компанија, македонските граѓани да имаат можност да инвестираат во неа. Што е одговорот, зошто Глеј сака да емитува акции? Мислам дека го дадов. Значи, нас ни треба средства првенствено за да почнеме активно да развиваме македонска продукција. Значи, од тие некои нешто под 2 милиони евра кои ќе ги побараме, да речем 200.000 акции по 600 денари, грото од тоа ќе оди на развој на македонска продукција. За македонска продукција да го завртиме пак тркалото. Знаете, да почнеме со македонска продукција и да направиме пауза, меѓутоа влезот нека биде следен. Прашањето е, сега гледаме Звезда Гранд, да гледаме како се вика тоа за тие на повозрастни што пак сакаат звезди, како се што никад не е касно и сите ги знае. Порано имаше идол кој што го правиме со бугарите, со србите. Имавме милионер, гледам сега и во Србија, и во Хрватска оди, веројатно и во Словенија, Босна и Херцеговина, ке нас го нема повеќе. Како вовед во наредниот дел, повели првски. Пред или после паузата? Сега. Да. Столе многу си лош за монетизација. Али морам да ти да се остава после паузата. Малку да ги сегрегираме, да. По паузата ќе одговориме на ова прашање. Столе, шо беше сега следно? Рушевски. Милионер, ќе кажеме на анекдота интересна. Малку е така. Можеби разочарувачка за Македонија, ама терен како вице тоа се сретнуваат пак луѓе од просторот на поранешна Југославија и велат ајде да ја правиме пак Југославија да се споиме, ама под неколку услови. Меѓу тие услови се и следниве. На србите да не им се даде да водат војска, на македонците да не се мешаат, да не чепкаат економија, а на хрватите да не чепкаат филмска индустрија, играна програма, затоа што они се многу елитни, така, надмени и најчесто досадни знаат да бидат во продукциите. Сака да каже дека србите секогаш биле шампиони во продукција, дури во времето на бомбардирањето и во времето на најголемите кризи, они правеле годишно по 10 филмови, 10 серии. Ова е мит или реалноста е таа? Во пракса е таа реалноста. Мислам за српската продукција се. Дорите, да, хрватите се по елитни, односно по крути во тоа правење или можеби не. Уствари српската продукција и сега во моментов е доста популарна и во Хрватска и во Словенија покрај нас, така зборуваме за Босна и Црна Гора, да. Овој новиот бранд, да речеме, последниве 10 години што се случи, а и претходно, нели, знаеме сите спомнат тие филмови Ране и и така натаму, да не ги зборуваме тие па до последниот голем хит Тома, што беше, нели, во цел регион. Ама и овие серииве доста се гледани, доста популарни на просторот на цела бивша Југославија. Да. Ова со милионер, зошто
денеска нема се обидува, мислам дека Алфа некој шоу, ама некој многу underground, сепак е тоа за поздравување да направат. Порано имавме Идол, сега се што имаме се доаѓа од Белград. Порано имавме соработка и со Бугарија, дори Бугарија не беше толку така, Идолот прво поправевме заедно со бугарите, па со србите следната сезона и на крајот тамо неде 2010 го направивме и македонскиот Идол. Така, значи имаше проблем со копирајтот, со името, тоа беше. Имаше, но 3-4 месеци разговарав со куќата која го лиценцираше Идол, разговарав за да биде македонски Идол. Да, и на крајот беше Македонија на Идол, да. Значи и во шоу бизнисот имаше. Како не. Значи Милионер со Трендо беше, тоа беше поп културата е таа која најмногу влијае преку која најмногу ја пренесуваш пораката. Дали си медиум, дали си држава, дали си некоја така, значи поп културата е таа која најдобро ја пренесуваш, дали е тоа филм, музика и така натаму, значи таа е, пошто таа ги фаќа масите, така. Таа е таа мека моќ. Ти можеш да направиш феноменален филм, така кој ќе го гледаат, не знам, ќе наподиш 10 киносали во Македонија и нема да биде интересен за никого по некои фестивали и така натаму. Не викам дека не треба да постојат и такви, така се гради културниот идентитет, но главната порака или најмногу пораката се пренесува преку нешто што ќе биде популарно, нешто што ќе го гледаат што повеќе луѓе и овде и надвор од Македонија, да речем. Сега за Милионер го спомна неколку пати, окей, се вратиме некои колкуто 20 години наназад, кога ние сите Тарик го гледавме, хрватскиот Милионер, тој прво допре до нас и беше многу популарен во Македонија. Сега, во главном кај да спревладува тоа чувство дека Македончето, поим кој јас го пежоративно го мразам така во основа, не може да направи такво нешто, дете, то хрватите, тие се виши народ кој може тоа да го направат и така натаму, дете, се случи. И со Трендо беше бољи од Тарик. Сега вака да бидам искрен, да. Значи, не, бољи беше од Тарик, сега Трендо беше стварно, за таа работа беше извонреден. Извореден, да. Сега да бидеме искрени, сме пораснали. И најношто ти од прашања за некој твртко, не знам, така, некој крал од така хрватски, имаш за цар така Самуил. Имаш за цар Самуил или од некоја река таму во Хрватска која и покрај сето познавање од време на Југославија појма немаме која е, така се ти имаш за, не знам, крива река или црна или така натаму, да. Сега и тоа е наједнаш јас имав прво еден доби со тоа што доби огромен рейтинг, значи немаше емитување на Милионер. Прво во Бугарија го снимавте, ако не се лажам. Да. Знам Вујко ми Целото колку почна беше со учесник и со автобус за Бугарија оде. Така, значи прво почна Милионер со еден благодарение на еден мој имењак Дарко исто, така, значи од една независна продукцијска куќа кој ја затворија конструкцијата, да речам, и дојда понудија да ние го емитуваме и постигнавме договор. После година и пол ми се чини дека не успеа во тој формат да го одржат и после го донесовме тука. Значи Ајден го презеде директно тогаш продукцијата на Милионер, таму во Охрид закупивме на хала, ја опремивме, направивме металец, од прилеп ја работеше таа металната конструкција и така натаму, значи го направивме македонски производ и тука веќе продолжи следните X сезони. Под наша контрола, дури направивме извоз на продукција, значи Косовскиот Милионер беше правен во Скопје. Да. Обратно се, така почнавме во Софија. Па после ние издававме. И на крајот, види, се дига, значи ние можеме. Тоа е да, суштината е дека можеме. Кај народот се покаже дека ние можеме, така. Значи либидото и потентноста на народот расти со такви проекти кога ти некои светски формати, светскова го носиш тука и тој зборува на македонски, тој зборува за македонски поими,
за македонски теми и така натаму. Исто беше и со Идол. После неколку да речам, гостувања во Софија, во Белград, на крајот го направивме македонскиот Идол. Се врти околу таа регионализација. Например, земете го спортот сега. Порано Ајден, па и Канал 5 евро има Европска лига. Така, сега не може Премиер лига има. Ајден беше Премиер лига, Сител имаше Шпанска, како беше веќе. Сега Арена и спорт клуб се откупуваат регионално, значи многу така, големи пари. Телма италијанска имаше, да. Телма италијанска. Пази, мала така, телевизија како Телма пренесуваше италијанско првенство, што е стварно... Па тоа е проблем сега тие пари да ги покриеш со реклами, не може. Па види се како растат оние трансферите на фудбалерите, овие мора да ги надокнадат и негде трошоците. И тоа уште тоа време на запад, мене ми беше јасно дека тоа ќе заврши така како што сега е, така дека тоа регионално ќе се купува заради тоа што нашиот диаспора прашуваат. Зошто гле има лимит за странство? Мислам дека во Германија живее нашиот слушател, во Минхен гледаме дека живее, така што заради тоа што сме одредени да ги почитуваме комплетно правата и правата за, да речеме, регионалната или холивудската програма ги откупуваме само за територијата на Македонија и за жал дете. Да, за Германија немате право. Да, немаме права за Германија на тие. Да. Така да тука може да гледаат идејата таа македонската програма и таа сме сега во А македонската програма може да ја гледате во Германија. Значи Преспав може да гледаат, Преспав може да гледаат Зоки Поки и така натаму се да не набројувам. Рушки, нели е тоа врзано со државјанство? Ако има македонско државјанство, кај да су можам или? Не. Со територија. Не, територија, да. Со територија. Авторските права се на територија. ХТВ примерот, мислам дека, ама добро, тоа е веќе. Да, тоа е, пак ќе кажам, нашата пределба е да видиме по сите стандарди како треба, да. Македонската продукција. Ова се докази дека може да постои. Зошто ја нема? Нема пари, нема добри сценарија. Што е проблем? Не, има добри сценарија, има добри работници. Затоа што го спомена, Тома го спомена. Според тие информации што ги имам, нели имаше идеја и веќе е распишен конкурс за тоа, на првиот никој не се јавил, повторно е обновен. Да се направи филм или серијал за Тоше Проевски. Да. Македонската радио. Пази, имаме толку историски филми. Како да нема интерес или се плашат луѓето или е премногу преголем залак, па кој ќе оглуми Тоше? Не зборувам и за сценарија да се направи. Например, ние имаме многу ликови Тоше, Јонче Христовски исто маркантна фигура, за него можеш да направиш. Значи Тома, знаеш што е, ако направиш ти биографски филм за Јонче Христовски, ако го споредиш со тоа на Тома Здравковски, ќе кажеш Здравковиќ, ќе направиш една локализирај го, да. Една огромна разлика во дури има и побогата приказна да направиш, нели, за Јонче Христовски еден филм, па тоа може да дојде и по контемпорари со овие LGBT issues и така натаму. Има во неговиот карактер има една длабоко интересна приказна која може ти да ја опфатиш. Врска со LGBT или Распрашај се, ја да се понудам сценарист да бидам. Да. Почни да го пишуваш сценариото од средства сега од IPO-то и од проектите ќе биде тоа, да го поддржам. За Јонче Христовски, браво што ти текна. Да. Значи биди, луѓе има, сценаристи има, стално можеш да земиш напомош од некој поразвиен пазар, така за да ти помогни, посебно кај серијалите. Серијалите се малце по проблематични тука, заради тоа што треба тоа темпо да го држиш, нели, по 80 епизоди или повеќе. Нема пари, нема инвестиции во таа работа. Значи, да се вратам на почетокот на муабетов. Значи, нема, никој не инвестира или многу ретко се инвестира во македонски контент. Тоа е главниот. Пази, луѓе, ти имаш филмски работници кои беа интегрален дел и од
добрите ги фалат вака стално овие продуценти од Белград која седам со нив, еден куп да речем филмски работници, шо сценографи, шо не знам, камермани и така натаму, кои годињево работеа доста во Белград во рамките на оваа, нели, хиперпродукција која ја имаше во Ја би сакал мюзикл за Гоце Арнаудов. Тоа вика Оскар би добил. Да беше Стрела песнава. Топ наслов за филм. Ѓорги Барбаровски. Барба Значи, и на заветна е Барба, да. Дури тоа може и на англиски со Arrow Song. Знаеш, Arrow Song. И кој Знаеш она ти па тоа ќе биде. Знаете, и кое е решението? Дали фондот филмски да се збогати, да се направи некој регионален фонд, како со скандинавците што го спомена тоа? Регионалниот е најдобра варијанта, ама мислам дека политички е многу тешко остврди во овој период сега за кој зборуваме овие години. Пак ќе се фатиме со истории, тоа со блиски истории. Не можеш, значи, Кој ќе направи филм за, не знам, за Сараево. Една имаше, и на времето забавно правиме муавет, за Операција Триумф, ако се сеќавате таму. Да. Таа беше една, значи, каде што учествувавме телевизија од Македонија, Србија, Босна, Црна Гора и Хрватска. Беше тој еден циклус, тоа беше комбинација на таленти, реалити шоу и така натаму. Вториот циклус никој што се реализираше. Да, но Дарко, знаеш како порано знае и да се изнаоѓаат кадри. Да се наоѓаат луѓе во медиумскиот сектор. Ние во новинарскиот дел. Ја имам 33 години и јас сум една од групата од 5 млади новинари кои се наметнуваат на сцена. Нема поише од 5 во цела држава. Ајде да ги тргнеме новинарите. У шоу бизнисот е уште полоша состојбата. Вие, например, го имавте Дај побрзај, каде што Сања Николич и Марко Дај побрзај, нели беа лансирани таму, во медиумскиот свет. Тој нема претходно никакви проекти, ако не се лажам, или нешто недоволно популарно за мене да ми привлече внимание, но тргнаа од таму и еве ги 20 години подоцна и двајцата имаат успешни кариери во тоа што го работат. Марко до ден денеска е активен, до ден денеска нели прави продукти, има квиз, некој водеше, прави не знам, онлайн се прошири во тој дел. Сања исто има маркетинг агенција, ако не се лажам и така натаму, но двајцата имаш и во политика некој обид, ако не се лажам, или тоа Ивана Хаджиевска беше, ги мешам стално. Ивана. Не важно. Но суштината е дека се произведуваа кадри кои остана лица. Денес не се произведува ништо. Значи со пејачите М2 како се гише продукција имаше исто. Па да. Катастрофа е таму ситуацијата, да. М2 почетокот 2000-ти беа потентни, види. 90-тите беа исто многу потентни. Значи тоа беше, јас викам телевизија верзија 1.0, се појавија прв пат тоа што е приватните телевизии, му дадоа шанса на еден куп кадар, да речем, кој чекаше наред во МТВ, нешто тешко се влегуваше и најдеш имаше изблик на креативност. Тоаш беше времето кога не се плаќаја авторски права, нели, така, ари настануваја, почна да го привлекуваат вниманието приватните телевизии. 2000-тите веќе телевизија верзија 2 се ја викам, така, значи тоаш беше окей. Почнуваме авторски права, почнуваме по-сериозно се згази, така, на целата таа работа. Од друга страна, да, М2, талент шоуата, овие сите што ги спомнувавме во 2000-те, изфрлаја нови звезди, така, не знам, еден од тие идоли, Ноне беше, например, Велешанката, така. Па Елена беше од М2. Елена Ристеска и Ламбе беа од М2. Ноне денес е непрекидна инспирација во изминатите години за вицови, но знаете како, сега тука ќе направам нешто и неатрактивно, можеби за нашите компании, дел од нив ни се на некој начин и спонзори, но тоа е тоа се што да правиме. Да, зошто они ова покажа дека тие проекти на почеток, дали зборуваме за М2, дали зборуваме за Дај поврзај, дали зборуваме за една или за друга или за трета, беа широко поддржани
од сериозни македонски компании. Мобимак беше тоа. Мобимак, македонски телеком. Да, Космофон беше спонзор на Тоше него спомнавме, Каролина, тогаш исто возие. Ние денеска имаме состојба да сите овие големи компании во Македонија, значи зборуваме сите, ги земаме еден без да дискриминираме, или се во собственост на странци на кои им е буквално гајле за промоција на македонската култура, на македонската поп култура и така натаму. Од друга страна, ако не се на странци, се на наши кои па повеќе би си завршиле работа и за себе и за својот бренд, ако некако политички пуштат негде 500-600 евра, од доколку спонзорираат сериозна македонска култура. И ние имаме проблем. Во Србија, ние постојано зборуваме, Србија прави филмови, Србија прави серии, се е така, и нашиот се паметни. Да, која и нашиот ќе направи. Тајната е дека во Србија Српски телеком истура милиони секоја година во продукција. Така е. За разлика од нашиот, Телеком, кој со сета почит, се е во ред, сериозна компанија, добра компанија, соработуваме, но парите ги изнесува државата. Како и да се намерите, има продукција, меѓутоа има и интересен момент тука. Зошто МТел, државната телекомуникација, вложува толку во серии, во филмови? Имаше еден интересен Елена Карлеус аналитичар, го поддржува, опозиционо настроен, вика, па на тој начин Вучик ги смирува глумците, ги смирува уметниците кои што добро, дај нека ги смират и нашите сержанти, кажа, нека ги смира некој и нашите. Не му нашите. пала мудат многу. Нашиот динар немаат, па никој не ги смирува. Ај, ова идеја да разгледаме. Например, може ли фонд, овој фонд што ги имаме, да се надгради, да се ојача, и да се формира сосема нов фонд за играна продукција, за документарна продукција. Имаш идеи, например, има такви искуства од регистрациите по 1 евро плюс, од бензинот, од акцизите 1 евро плюс, да се соберат пари и да се финансира таква. Ја не секогаш интересни. Вака е, само што ти кажам, државата има буџет, сега веќе годинава над 6 милиарди. Да. Така. Овде ние правиме муавет за 10 милиони евра, мислам дека не може да се сработат, ако годишно, да речем, се алоцира. Не може да ги реализираме. Па, мислам дека да, ако домајнски се работи, се зборувам, не, може да ги потрошиме. Ја може 100 да изреализира. 100 да ги потрошиме, така. Али генерално, така, некоја серија од 8-10 епизоди, враг главе нека биде 1.000.000 евра, така, значи, то се некој по домајнски може многу повеќе да се сработат. Така да, ја не знам то дали треба се зафаќа од ваму уште евро, од ваму уште не евро и така натаму, него опфатено, зафатено. Димензијата, така, што добиваш стратешки, пак ќе речам, ова што го читав, пак да се вратам на, ова не е само бизнис, ова е културен идентитет, национален идентитет, така, значи тоа е суштината, производството на што повеќе македонска премиум програма. Значи зборуваме, спомнавме играна, спомнавме и овие забавни шоуа и спомнавме забава. Значи сето тоа треба да е, како да кажам, да наидува во комбинација со приватниот сектор да се изреализира. Тоа е тоа. Вие имавте со некоја телеком компанија соработка, глеј, со А1, мислам, како беше? Имаме и со Македонски телеком и со А1. Да. Значи со двете соработувате? Со двете, да. Очекуваме, кога очекувате да се инициираат првите акции на берза? Може да инвестираме нешто со 100 лева, сака сега сејатот да го продава, ќе останат 500-600 евра. Да. 670. Се надевам во текот на мај, како што кажав, чекаме, ние сме запети онака, чекаме таа дозволата од Комисија за хартија од вредност и да... Ја утрошоци со малце ќе ми извинете. Почекај малку, може ќе... Не мора сега да купуваш... Да, ја да видам како пазарот ќе реагира првенствено на сето тоа. Има начин, има луѓе,
Па јас колку што знам и во предизборната програма дури беше ставено на ВМРО ДПМН дека ќе го направат тоа и мислам дека најбараат начин како тоа да го направат, така да има некој фонд, таков посебен фонд, овој филмскиот, тој е подобро од него да не даваат, пошто тој е толку таму измешан, какви се приказни, не знам, не, многу малку имаат некои долгови од претходно, немам појма, таму е една... А се тужи, нешто. Еден хаос. Но и самото тоа, знаете како, ние престанавме, и токму затоа, зашто имаме ние лоши филмови, ја отворено, за разлика од вас, многу поотворено зборувам за овие прашања, че јас сум гледач, не сум продуцент. Мене, вклучително и на најголемите хитови на Милчо Манчевски, за мене се ги убре. Океј, не ми се допаѓа, не сакам македонецот да биде некој страда, не, што е твој хендикеп ако не се допаѓа. Не, немам укус, јас сум само многу оптимист. Значи не можам да гледам филм у кој македонецот е никаков, не може да роди деца, па се тепа, па завидлив е, лоше, у село живее горе, магариње има околу. Не е тоа македонецот. Слушаше тебе светското филмографија. Па нема, ја не постои. Немаше да го има ни Ларс фон Триер, како се вика? Значи Бергман, нити има одлични филмови. Кончаловски може. Значи не сакам такви приказни. Не мора ние да бидеме најуметничкиот свет. Ние немаме комерцијални продукти. Ние немаме продукт што ќе го создаде македонскиот херој, македонскиот Джеймс Бонд, македонскиот Чика, како се викаше тој од ране. Македонскиот ние немаме позитивна приказна. И токму затоа е проблематично ово филмски фонд се некои уметнички филмови понакада. Треба да има и такви, треба да има и поп, да речем од рамките на поп култура, а то спрема мене се така. Најдобро е кога комерцијален субјект, да речем, кој инвестира, односно државата да му помага на комерцијален субјект. Зошто? Заради тоа што јас немам луксус да правам нешто што нема да биде популарно, така нема да ми носи сабскрајбери, или некоја телевизија приватна нема луксус да прави нешто што да речем нема да и носи рейтинзи. Така. Значи тоа е таа комбинација е најдобра контрола за да нема условно, што знаеме столе, така е уште од 2000-те таму државата помагаше, нешто правеше тие 10% и така натаму. Нешто и остана од тогаш како некој културно наследство, многу малку, така. За тоа беа потрошени програми, проекти од јавен интерес, мислам неколку 12 или 13 милиони евра се потрошени. Остана нешто, ама многу често беа шеш беше јава. Добар, ме спуштија малце на земја, слушателите велат Златев, ние немаме филмови за херои, затоа што немаме херои за кого да снимаат, вели за Јубе Бошковски. Да завршуваме. Порано, интересни се, например, турските серии, сега се многу по продукцијски квалитети на почеток. Филм за Јубе Бошковски е добра ствар, ствари. И за форсирање и успех на таа Мека Моки. Колку чини сега, ако не е деловна тајна, една серија, со колку пари треба да се располага за да може зависи каква како телевизија? Растеглива, да, зависи каква што вика Љупчо. Значи од 20 па нагоре 1000 евра, вака по епизода, така. Ако е ситком е 20.000 евра, као преспав. Порано беше 800 или 30 епизода, како беше? Не, никогаш не бил. Да купиш турска серија е $800, сега $1000, не знам. Епизода. 1000 евра, да, епизода. Да продуцираш своje, никогаш не било толку. Не можеш 800 евра. Не, закупување сега да... Закупување, се зависи, и тоа е пазар, така. Значи, од прека, колку што знам сега телевизија, тука не е околу 1000 до 1000 и нешто, ако се затепаат за некоја серија. Пошто таму работи принцип на надавање, така. Да, надавање. И со ова да расчистиме зошто цената на рекламите. Може би солта е тука некаде, она е најстабилна, не се качува и во најкризите моменти. Тоа ми го има кажува еден пазарен инспектор, они се сега актуелни, вели, освен солта, ја викам и цената на рекламите, се друго како цени експлодирало. Цените на рекламите не само што не се зголемени во изминатите 20 години, туку се депресирани. Порано беше $100 пред 200 реклама. Односно 100 евра. Сега не верувам дека
по секунда. Сега не верувам дека повеќе од 5-10 евра може да се прават. Тоа е системски проблемот. Системскиот Нелојална системот. конкуренција, не може да се договорат. Значи Македонија, сме споделували и по тие некои собирања што ги имаме. Колку е на пример во Бугарија, во Србија, во тоа е астрономски многу суми во однос. поголем е. Вкупниот буџет е многу поголем. Сиот проблем е следен. Прво, Македонија не трпи повеќе од 2 приватни телевизии, не трпела никогаш, така. Тоа е една албанска, една македонска. Има сега со нови дигитални, можеш и двојазично да ги правиш, не е тоа проблем. Гледа двојазично, така комплет са, можеш дури да. Како се вика, и една јака МТВ, така. Јака МТВ, која ќе ги диктира овие работи, пошто видите, сегде таа е коректорот. Милионер одеше и оди уште на ХТВ, така, да речем во... Океј, не во Србија, ама вамо оди, вамо одат па други. РТС исто инвестира доста така во играна програма, во и така натаму, и така натаму. Значи, тоа е... Еве, овој муабе 30 години го правиме веќе. Така, значи, тоа е тие две кои ќе останат, така, тогаш по полека може да го средуваат пазарот и да не биде и да вложуваат. Значи, ние имаме 5 плюс 2 претенденти да бидат национални, 7 телевизии. За колачот колку рече 15 милиони и тој не е целосен колач. Мислам, помал е спрема сите проценти. Зема многу... Таа бројка, мислам дека уште никој во Македонија. Значи, треба поголеми тоа група портали, еве, да речем, една од Словенија пред некоја година и тоа меѓувреме веројатно и пораснато таа медиумска групација на Поп ТВ со канал А и неколку тие сегментирани канали со некоја група на портали и Војо Словенија над 70 милиони приход. Така, со една пристојна, многу внатре едита или добивка, само таа и е во Словенија. Така, Словенија. Во Хрватска кои се? РТЛ и Нова. Така, приватни телевизии го имаш ХТВ. Во Словенија е само Поп ТВ. Во Србија е малце поживо. Поживо, али генерално, да. Ова е една групација, се дали тие под едно властвиштво се B92 или како се вика бившата B92 United Media, да. Не е United Media. United Media е Нова и Нова и N1. Да, вамо е Pink и е ова групација. Така, значи тие се две телевизии, прва да и Happy е таму играч. Плюс, да. Овие се грци, мислам, прва и B92. Беа Фокс на почетокот. Нема за да се развива треба тука да се можеме според да направиме потешко се доаѓа до тоа. MTV, МТВ оваа година треба да има некаде ако експлоатацијата пари 24 милиони евра. Србите колку има српската? Не, имавме една состојба во која што кога доаѓа во Македонија како се вика овие странциве пред шарени револуции, пржински договори, беа Вајгел, Кукан и како се викаше тој третиот ги заборив, и не собра новинари и зборуваат за слободата на новинарството во Македонија, дали е нарушена, дали не е. Па сега бивши колеги ваши одаеден, ама телевизија се затвори, една зборува еден вака друг трака. И ја викам, добро, јас сум викам најмлад овде, тогаш стварно бев, немав ни 25-6 години. Тоаш не беше со ВМРО, Небитно со кој сум бил. И ја им направив на странциве една елементарна пазарна анализа. Викам, гледајте, Македонија како Канада. Во Канада имате 20 милиони луѓе и 2 јазици, француски и англиски, ние имаме 2 милиона луѓе и 2 јазици. Значи ние сме некаков репрезентативен примерок на Канада. Добро. Знаете ли колку национални телевизии има во Канада што емитуваат на територија на цела Канада? Колку ми велат? Викам 4 или 5. Знаете ли колку национални? Значи, национални си оние кои идат на кабловска. И тие се национални. Знаете ли колку национални има во Македонија? Во тој момент имаше 19. Сега мислам дека се 17.
А споруваш и за другите платформи, кабел. Па да, национални се тие. Пак се национални. IPTV има исто интернет телевизија. Не се само на фреквенција. Денес кој гледа на Антена телевизија? Па и во 2017 или 16 која беше. Сега, што е суштината, велам? За да бидат слободни, новинарите и медиумите треба да функционираат пазарно. Нашиот колач се дели на 19 дела, во Канада се дели на 3, 4, 5 дела. Што е разликата? Кај нас газдите на медиумите имаат 3 опции. Првата опција е да земат пари од власта и да работат за власта. Втората опција е да земат пари од некакви странски фондови, нели како се вика, амбасади, проекти и така натаму, што пак не е слобода затоа што ти не даваат пари пошто сакаат, те даваат пари за некаква агенда да реализираш. Yes. И третата опција е да го користат медиумот, што се случува практично кај нас, како заштитен механизам за некој друг бизнис. Дали имале бензинска, дали имале рудник и така натаму, и медиумот има метод на политичка заштита. Во сите ти случаи, кога не може медиумите пазарно да обстојат, ви имате состојба на неслободни медиуми. Зборувам за националните телевизии, затоа што тие како најголем медиумски играч не влечат сите. Е одлична анализа. А како да се дојде до економска независност е само треба да се пресегментиран пазар и се непопуларно вака че звучи, ама треба нема простор за толку играчи, значи треба да се два максимум. Има абсурд. Нема простора, никој не се откажува. Како Не знам без тоа да. Очигледно некој од овие 3 причини, еве, што ги кажа. Локални телевизии, одговара град од 30-40, 3 телевизии, наместо да се спојат, а нема пари ниту за едно. За крив е тој што им дава пари за избори да им дава. Тој е крив. Исто крив е оној што бизнисот си го штити преку таа телевизија. Значи луѓе, ние зборуваме во Македонија. Сега ова слободно ќе го кажам што сакаат нека кажат. Сем оние медиуми кои се направени од новинари, сите други медиуми, најголем дел од другите медиуми, Канал 77 од новинар, беше новинар собственикот. Новинарите не се... Се друго во Македонија е составено од еви кај порталите. Се друго е составено од чисто лукративни причини. И токму затоа ние немаме пазар. Поинаку да ја постам попрецизен, поточен, по-илустративен да видиш. На најголем дел, или на 99% од медиумите во Македонија, тој бизнис не им е кор, не им е основен бизнис. Тоа што го спомна со бензинската со... Да бе, Рапет Мрдок работи медиуми човекот. Се ти го сакаш, не го сакаш, ваков е. Така он тоа работи, тоа знае да работи. Нема он сепарација, па плюс ова и прави сунгерчиња и ајвар. Знаеш? Не, како Маск, што му е, Твитер му е онак. Па затоа не е слободен Твитер. Икс е тоа што го викаш со бензинската сега. Да, па Икс е форма на бензинска, само социјална мрежа. Дарко Перушевски Столенов, ви благодарам на 20-та. Имаш уште нешто да кажеш? Ништо, тоа е, треба да твориме. Твориме. Акционерско друштво, кажавме тоа која ќе се... Ние твориме секое утро. Да. Купете акции на Глек. Столе сега сејатот ќе го продае нешто, ги направи Дизните, среди тоа. Нема Дизни, без Па што беше проблемот? Немаш технологија. Што беше кај тебе Ти проблем? возиш дизел, земи си сега на струја земи нешто. Не. Зашто? Па ќе земам еколошки бензинец, ако земам нешто друго, затоа што на струја нема уште инфраструктура во Македонија, не живеам у куќа. Со продужен кабел ли да влечам од прозор? Значи, има проблем. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Утре сме со Искра Коровешовска во ова студио, заедно со нас ќе биде професорката Дарија Андовска, ќе зборуваме малце за музика, за политика, за патриотизам, за љубов кон татковината. Ние денеска 99% зборувавме за патриотизам, а ти тоа не го разбираш. Не, ова е... И љубов кон татковината. Не извадивме ни една вергина, никого не изврегавме, какви патриоти сме ние. Тоа е погрешно. Значи суштината, не извадивме очи, никого не го етикетиравме, никого не го прегласивме за предавник, ни едноставно. Ово утро не може да бидеме патриоти. Да. Еден од офицерите Ефтимов беше. Како може
на актуелни теми или на блиска историја, многу лесно и многу добро да прават и серии и филмови Србите. За джин. Кај нас за 2001 немаме ниту една серија. Дали се плашиме, дали не смееме, дали немаме сценаристи. Тоа е многу силен индикатор за потенцијата и за храброста на македонската продукција. Столе, И Клаун беше за пред самиот крај, во оваа емисија требаше да гостува Петар Богоевски, новиот директор на ова европски овакво, но денес правил привопредаја, Столе, и ни... Другар ти или ја расипуваше мисија? Значи не, за наредниот понеделник да го најавиме него. Да го најавиме. Ке го соочиме со оне што го пишувал на социјалните мрежи, сега најавува нели... Може би и он е добар за продукција за нешто. Сегде каде што има реалити шоу, Радио Лидер е подготвен да додаде масло во огнот.